Председателот Трамп јавно призна дека бил информиран за неидентификуваните летечки објекти. Two last questions, Mr. President. The UFO issue is back. The Tennessee congressman wants it. What did you learn about UFOs when you were in the Oval? Do you believe in them? That's a very interesting question. I'll tell you. You have believers in that like you wouldn't believe, and they're very solid people. And then you have people that don't believe. And I really more focused on Russia, and I focused on China, and I focused on North Korea. You have people, though, I will tell you, I interviewed a couple of people from the Air Force, and these guys were central casting, perfect guys with their crew cuts, and they walked in, they were handsome as hell. I said, what do you think? And they believe it. I mean, they believe it. They said they saw it. And so you got briefed on UFOs? You got briefed on them? What? When you were president, they briefed you on UFOs? I was briefed, yeah. I was briefed. So do you believe in them? I always have an open mind, but you know what? I focused on things like China and things like, unfortunately, I had to also focus on garbage. Меѓу другото, Трамп изјави дека се сретнал со луѓе од военото воздухопловство и дека тие веруваат дека феноменот е вистински. And they believe it. I mean, they believe it. They said they saw it. And so you got briefed on UFOs? You got briefed on them? What? When you were president, they briefed you on UFOs? I was briefed, yeah. I was briefed. So do you believe in them? I always have an open mind. Но тоа се стари вести. Бидејќи војската уште во 2019 и 2020 призна дека неидентификуваните летечки објекти се вистински и дека ги истражуваат. Во други вести, група скептици и редовни едитори на Википедија се откриени како со години ги ажурирале страниците на познати уфолози и запишувале лажни податоци за нив на бесплатната интернет енциклопедија. Тие со години ги деградирале сите објавувани докази и случки со НЛО на Википедија со цел да ги наведуваат посетителите на таа страница да не веруваат во феноменот. Исто така, со цел да ги збунуваат читателите, поставувале и лажни лични податоци за познати уфолози, како каде работеле, кога или каде се родени и слично. Запишувале лажни податоци на страниците за луѓе како Лу Елизондо, поранешниот шеф на програмата за проучување на НЛО на Пентагон, на страницата на најстариот истражувачки новинар во полето на уфологијата и човекот кој на светот му ја представи историјата за Боб Лазар и за прв пат откри дека постои базата Area 51 Джордж Неп, а запишувале неточни информации и на страниците на други видни уфолози. Имињата на сите членови на оваа злобна група се објавени на интернет, со тоа што секој што ќе прочита некоја страница на Википедија која е едитирана од некој од нив може да дознае дека чита неточни информации.